Информативна средба во општина Карбенци денес одржаа представниците на ИПАРД програмата, која што ќе следи во тековната година. Она што е особено важно е тоа дека ваквата програма е за сите оние кои што ќе бидат потенцијални учесници за ваквата поддршка, со што ќе имаат можност да поднесат барање за ваквите проекти. Градоначалникот Виктор Паунов рече дека очекува ваквата апликација на крајот да биде успешна. Општина Карбенци денес во општина Карбенци се одржува една информативна средба од страна на представниците од агенцијата за конкретно ИПАРД програмата, која што ќе следи. Она што е важно дека информацијата е да стигне до сите оние кои што ќе бидат потенцијални учесници, односно баратели за ваква поддршка, и да на денешнава информативна средба да имаат можност да слушнат, со што ќе можат да тие да располагаат, односно да поднесуваат за ваков проект, но и да побараат мислење, односно да искажат свој став во однос на оваа програма. И вака го оценувам дека би било успешно на еден ваков начин да граѓаните имаат информација за се што би имале можност да учествуваат во ИПАРД програмата, и очекувам нормално на крај да биде успешна по однос на апликации, но и добиени проекти и поддршка за се она што покрива практично ИПАРД програма. Дека заинтересираноста е голема, согласен и подпредседателот на Асоциација на земјоделци на Македонија Гоце Серафимов, кој додатно вели дека сите оние кои што ги исполнуваа критериумите досега ги имаат добиено своите барања. Заинтересираноста е многу голема и претходно и сега, и до сега имаме користено. Играта е да се поплакат некои дека сите што ги исполнуваат условите до сега имат земано, добиено или од ИПАРД, или од рурален, или како млад земјоделец. До сега работеме со стара механизација, сега се обновува секаде, више нема куќе што се викали земјоделец, што се малку позанимава со земјоделие, дека не е земал. Значи сите што се занимаваат по-професионално со земјоделие, сите имат до сега искористено средства од ИПАРД. Имаше и такви земјоделци кои велат дека не можат да добијат земја за обработка, бидејќи постојано, како што истакнаа, добиваат едни исти. Не сум заинтересиран за тоа што немам земја. Не ми треба механизација без земја. Земја тука што е у нашата општина е едни исти нон-стоп на сите огласи ја зимат. На нас тие малите сиромаштијата нема земја. Согласно со ситуацијата, ваквите проекти се со цел да се подобрат можностите за земјоделците, со што ќе добијат подобра можност за екзистенција во денешницата.